Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ракот на белите дробови, за жал, е многу честа и подмолна болест од која може секој да заболи. Овој тип на карцином обично доцна ги дава првите симптоми. Ноември е месец посветен на борбата против белодробниот карцином и токму поради тоа денешната емисија ја посветуваме на оваа малигна болест. Гостинка во студиото ни е доктор Лилјана Брајевич, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по торакална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок, а почитувани ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програмата. Останете на телма. Ноември е месец посветен на борбата против белодробниот карцином. Се одбележува насекаде во светот со цел да се поттикне, да се размислува на оваа тема и да сватат луѓето дека навистина е широко распространет. Смртноста од него е голема, велат дека секоја година од овој карцином умираат повеќе луѓе отколку од карциномот на дебело црево, дојка и простата заедно. Токму затоа на оваа тема разговараме со доктор Лилјана Брајевич, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по торакална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте, докторке, во студиото на телма. Добро ве најдов, повторно, да. Бројот на лица со рак на бели дробови за жал постојано расте. Дали од оваа болест подеднакво заболуваат и мажите и жените? Значи, за жал, како од сите други малигни заболувања, трендот на пораст имаме и кај пациентите со карцином на бели дробови. Се смета дека на ниво на цел свет годишно заболуваат негде околу 2,2 милиони луѓе, од кои повеќе од 1 милион починуваат од ова заболување. Се смета дека повеќе кај мажите како заболување, а меѓутоа и кај жените се појавува исто така. Причината, како кај сите малигни заболувања, не можеме точно да кажеме дека е само таа, него е повеќе фактори се причина за вакво заболување. На која возраст обично се јавува болеста? Па по книги обично пишуваат над 50-60 години, меѓутоа за жал трендот веќе е таа граница веќе е намалена, значи имаме многу често пациенти веќе на 35 и на 40 години како што се појавува заболување. Можеме да погледнеме кои се главните ризик фактори кои што се поврзани со оваа болест, а тоа се пушењето, изложеност на азбест и радон, високо ниво на загаденост на воздухот и професиите хемичари и готвачи. Сега ќе започнеме, докторке, ајде со пушењето да започнеме. Со пушењето како се смета дека е најголема причина за појава на карцином на белите дробови. За жал и кај нас, како и во другите земји, многу е тоа тренд кај младите луѓе, кога белите дробови се уште во фаза на развој, бидејќи ние како луѓе се растеме и се развиваме до 25-та година од животот. Така да, колку луѓето почуваат порано со оваа лоша навика, сигурно дека последиците ќе бидат многу порано, ќе се појават како типот на хронични заболувања, а за жал и карциномот на бели дробови. Се смета дека во димот на цигарите има повеќе од 60 токсични материи кои што ги оштетуваат белите дробови. Така да, значи тоа е една препорака, нели, за да кажеме дека треба да се престане со пушењето. А доколку се престане со пушењето, ќе се намали ли ризикот се намалува, да, меѓутоа сепак се смета дека треба да поминат минимум околу 15 години од престанокот на пушење, за да таа граница се изедначи како кај луѓето што никој пат не пушеле цигари. Што е со пасивното пушење? Исто така и тоа представува голем ризик. Сигурно не толку како активните пушачи, меѓутоа сепак кога седите во просторија каде што има пушачи, вие секако го вдишувате истиот чат и токсични материи, така да исто така и тоа представува опасност. Поготово јас апелирам за родителите кои што се пушачи да внимаваат за децата, бидејќи тие се нели во активна фаза на раст и развој, така да покрај штетниот воздух кој што делува нели лошо, сега поготово доаѓа зимно време, да внимаваат многу на пушењето. А што е со електронските цигари? Оние замени за класичните цигари? Сега се те многу модерни, меѓутоа исто така имаат негативен ефект, сигурно не толку како активното пушење на цигари, меѓутоа сепак и тие имаат во себе дел никотин, имаат и други хемикали кои што предизвикуваат оштетување на белите дробови.
Одиме на следното, вели изложеност на азбест и радон. Јас би започнала со радонот, бидејќи некаде најдов дека е втора причина за појава на карцином на бели дробови, особено кај непушачите. Па од каде сега радон? Значи, радонот представува газ кој што се добива со разградба на ураниум во почвата, така да ако се загади почвата, се загадуваат и нормално и водите. Доколку радонот или доколку таа почва се користи таа земја за изградба за некакви материјали од кои што се градат понатака згради и куќи, така да ние како луѓе доаѓаме во контакт со радонот на тој начин. Сега кај нас колку има и како има контроли на таквите материјали навистина не знам, меѓутоа знам дека представува голем проблем и е причина за појава на карцином на белите дробови. Во светот постојат дури луѓето имаат посебни китови кои што може да ги купат и да направат испитувања во домашни услови дали во нивната куќа или стан каде што живеат постои изложеност на радон. Така има одредени граници кои што се повеќе се симнуваат. Да. Кои што ги намалуваат дозволените граници на радон, особено во приземните спратови и, ако не се лажам, првиот спрат е исто така проблематичен. Затоа што најчесто со тие материјали ги прават подрумските простори, гаражи, па затоа и луѓето кои што се на тие спратови, на првите, вторите се највеќе изложени на ваков тип на газ. Ако не се лажам, и Македонија има почва која што е богата со радон, така што на ова очигледно треба да се внимава. Исто тука и азбестот, знаеме дека во градежништвото толку години кај нас се користеше азбест. Како материјал за изолација на водоводни цевки, се користел порано и за апарати за противпожарна заштита, за изолација на градежни објекти. Сега кај нас имаме тренд да тие работи се менуваат кои што содржат азбест, бидејќи азбестот додека е интактен не представува опасност. Меѓутоа кога ќе се оштети како материјал, азбестните влакна кои што ја произлегуваат од тој материјал, кога човекот ги инхалира, представуваат голем проблем, така да последиците може човекот да ги почувствува дури и после 20 или 30 години од првичната изложеност на азбест. Така да е тоа навистина исто така проблем. Загадениот воздух е ризик фактор за појава на карцином на белите дробови. Што велат испитувањата? Се знае ли кој дел од загадувањето е поопасно? Дали она што е познато како PM честички или пак хемиското загадување? Па навистина, значи не можеме толку да ги делиме работите, меѓутоа генерално ние во Скопје имаме навистина проблем со загадувањето, кој што не можеме за жал да го решиме години наназад. Се смета дека можеби дел од издумните гасови од автомобилите, од фабриките, од тоа што луѓето нели заради социјалната немок горат секакви материјали, се загадува воздухот, така да сигурно дека и тоа има некаков ефект. И PM частичките, тоа што во Скопје имаме веќе значи користење на секакви материјали за горење, така да од сите причини на крај добиваме загаден воздух кој што ни штети на сите. И сега дојдовме до одредени професии кои што се сметаат за проблематични кога станува збор за ракот на белите дробови. За химичарите ни е јасно, нели има хемикали кои што испаруваат. Да, ги надразнуваат постојано дишните патишта, Но што е со готвачите? Готвачите заради постојаното вдишување на димот при готвењето. Така да една од причините е тоа. Најчесто се тие како професии кои што можеби се склони, тоа не значи дека сигурно би добиле карцином, меѓутоа се повеќе можеби изложени на инхалирање на таков тип на чад. Кои се најчестите симптоми кои што се поврзани со карцином на белите дробови? Има ли нешто што е карактеристично? За жал, кај карциномот на бели дробови, симптомите кога се појавуваат веќе е обично болеста прилично напредната. Најчесто се појавува кашлица која што трае подолг временски период. Затоа луѓето секогаш ги советувам ако кашлицата трае подолго од 1 месец, која што не се подобрува со некаков тип на терапија, било да е антибиотска или некоја терапија што ја дават како против алергија, секој пат да консултираат доктор да направат по-темелни испитувања, поготово луѓето кои што се долгогодишни пушачи. Некои други симптоми се искашлување на крв, болки во градите, болки во грбот. Понекој пат може да се појават и симптоми кои што не се поврзани со белите дробови. Тие симптоми спаѓаат во така наречен паранеопластичен синдром,
кога симптомите се појавуваат како резултат на промена на хормоните во организмот, како резултат на присуство на карцином на бели дробови, па можеби првите симптоми да бидат некакви атипични, како што се промена на воспаление на вени, промена на анализите во однос на калциум, на калиум, кога пациентите тргнуваат од други анализи и заболувања да се испитуваат и на крај доаѓаат како дека сето тоа е последица на присуство на карцином на бел дроб. Може ли да се јави, да речеме, премор или пак болки при голтање како кај болеста на желудникот и слично? Да, може тоаш веќе ако се појави симптом на отежното голтање, промена во бојата на гласот, тогаш веќе имаме прилично напреднат процес, бидејќи тогаш туморот значи дека притиска на тие органи и ја пореметува нивната нормална функција. Се јавуваат ли рани симптоми кај оваа болест? Па за жал не, значи најчесто што може да се појави е кашлицата. Значи е најран симптом некој што може да се појави. Значи кашлицата е нешто што да долго би траела и која не се подобрува на некаква терапија. Обично кога се вуваат пациентите на лекар? Дали кога болеста е веќе напредната? Во Македонија за жал да, бидејќи една препорака до матичните лекари, бидејќи долго време ги третираат тие пациенти со различен тип на антибиотици, па прават брисе и па повторно го менуваат антибиотикот, така да можеби кога ќе се земе анамнеза од пациент дека има можеби професија каде што е изложен на чад, или е долгогодишен пушач, да се исклучи првин малигном на белите дробови, а потоа да се оди со, ако тоа се исклучи во ред, тогаш нели имаме време за било каков друг на терапија и на третман. Дали ги лицата со карцином на бели дробови секогаш ќе се јават промени на врвовите на прстите и на ноктите? Не, и тоа исто така во склоп на тој така наречен паранеопластичен синдром, кој што се јавува заради промена на дел од коските, значи вака да кажеме поедноставно за пациентите, на крајните делови од прстите се задебелуваат заради хронично воспаление и промени на раскавицата од прстите, меѓутоа тој е во склоп на тој паранеопластичен синдром. Ноктите се закривуваат? Да. Меѓутоа не ке сите пациенти, значи сме имале пациенти кои што немаат таков симптом. Но доколку лицата забележат вакви промени на ноктите и на прстите, да знаат дека тоа не е нешто што се занемарува. Да, меѓутоа да не се плашат, бидејќи не мора да значи дека се работи за малино заболување, затоа што може да се појави во склоп на долгогодишни ревматски промени, така да не е секој пат врзано за исклучиво за малигном на бели дробови. Ќе ги вклучиме гледачите, докторки, од овој момент. Почитувани, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот. Вие ќе можете да поставите прашање во програма поврзано со ракот на белите дробови, но и воопшто со туморите на белите дробови и начините на кои што се решава овој проблем. Гостинка во студиото ни е доктор Лилјана Брајевиќ, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по торакална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Доктор, ќе продолжуваме понатаму во однос на дијагностиката на болеста. Дали се гледа на рентгенска снимка? Да, доколку промената е многу мала, по некој пат на рентгенската снимка може и да се превиди. Меѓутоа, секој пат докторите треба да се водат не само од едноставна рентгенска снимка, меѓутоа пациентот да се гледа и со се анамнезата и клиничката слика. Понатаму следна испитување би било компјутерска томографија, која што е подетална анализа на која што се гледаат промени, кои што се, значи дури со големина од 1 сантиметар може убаво да се видат и да се диагностицираат. Компјутерската томографија е златен стандард кога станува збор за дијагноза на карцином на белите дробови? Да, на карцином на бели дробови, да. Понатака, ако нешто таму, значи ако најдеме туморска промена, тогаш диагностиката би одела во правец зависно од локализацијата на таа туморска промена. Доколку таа е поставена во централните партии на белите дробови, следната анализа би била верификација со биопсија, да. Доколку е таа централно поставена, се прави така наречена бронхоскопија, а доколку е поставена на периферните делови од белите дробови, каде што со бронхоскоп не може да се стигне, се прави биопсија преку ѕидот на градниот кош под компјутерска томографија, да, за да се земе дел од ткивото и да се прати на анализа, за да видиме на каков тип на карцином се работи, бидејќи од тоа понатака ќе зависи третманот на онкологија. А преку крвта, преку тумор маркерите, може да се утврди дали постои ваков проблем или не?
Туморските маркери не само кај малигнумот на белите дробови, тоа вака важи како правило изопшто и за другите заболувања, не се прецизен показател дека пациентот има малигна болест, бидејќи понекогаш тие може да бидат покачени кај некои хронични заболувања, така да тие ни се повеќе како ориентир кај пациентите после оперативниот третман или кога се под терапија, бидејќи ако се после операцијата, ако се покачат маркерите, тогаш е веќе знак дека можеби болеста се проширила или доколку се на терапија, хемотерапија, а тие се качуваат како маркери, значи дека можеби тој третман не е соодветен за пациентот, па ни се водич за време на терапијата. Меѓутоа пред операција нешто може да има некаква улога, меѓутоа дека тие ни се водиш да кажеме да, сигурно според овие маркери пациентот има малигном, не. Сепак побитна е биопсијата, компјутерската томографија и сега во поново време пет скенот. Да. Зошто пет скенот е подобар, да речеме, од магнитната резонанца пет скенот затоа што на многу детално ниво кажува дали имаме промени на ниво на клетка, типот на метастатски промени, бидејќи тоа не е многу битно кога ќе го решиме третманот кај пациентот. Дали ќе оди на оперативен третман, дали ќе оди на третман на онкологија. Значи, за тоа не е битен пет скенот. Значи, туморот, односно карциномот на белите дробови може примерно да се појави таму, но често таму има и метастази. Да. Кога се работи за метастази, јасно е тоа видливо на снимката, дали е метастаза или пак не. Тоа сепак примерен карцином? Не, тоа се гледа сепак преку биопсијата. Значи, кога ќе се земе биопсија, ќе се знае дали тие се клетки дека е карцином на бели дробови или се работи за метастаза од карцином кој што постои на некој друг орган. Сега, од што зависи дали ќе има оперативно лекување или пак болеста ќе се третира на онкологија? Кој е главниот критериум? Еве, кога доаѓаат кај вас како хирург, од што зависи? Претпоставам дека најнапред барат хируршки да се отстрани. Видете, тоа сепак е секогаш е најдобрата опција за пациентите на подолги патеки, бидејќи сите пациенти кои доаѓаат во фаза кога може туморот да се оперира примерно, секогаш прогнозата е многу подобра. Значи, кога ќе се извади тоа, ние викаме здраво, радикално, а потоа пациентите одат на некаков тип на терапија на онкологија, секогаш шансата за преживување е многу поголема отколку ако пациентите доаѓаат во фаза кога ние велиме се иноперабилни, односно не може да се оперира, па пациентите први ги праќаме на онкологија да примат неколку циклуси на хемотерапија, за да туморот се намали и да го доведеме во фаза, ние велиме на операбилност, да можеме да го оперираме и потоа повторно после операцијата да продолжат на терапија. Дали ќе се оперира или не, значи зависи од повеќе фактори. Први зависи од типот на карцином, не сите карциноми и кога се диагностицираат се за операција, значи зависи локализацијата, големината на туморот, дали зафаќа, инфилтрира во околината, значи битни крвни садови, дали има далечни метастази, така да тоа не е значи само од еден параметар, туку повеќе параметри кажува дали тој пациент ќе оди први на операција или ќе оди први на онколошки третман. Доколку има метастази, може да се оперираат и да се отстранат? Ако се некој значи зависи ако е единична метастазата, ако се повеќе, дали зафаќа еден орган, дали зафаќа повеќе органи, значи тоа е не е само еден фактор што укажува дали ќе се оперира пациентот или не, значи повеќе фактори се. Имаме гледач на линија, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав докторката. Ви благодарам. Така, ве слушаме, повелете. Да, имаме прашање. Бев на рентген, снимав бујќа, ми требаше за други потреби, каменна жолчка имав. Треба да оперисува и ми побара снимка од бели дробови, од крвна слика и тие работи. Меѓутоа друго беше мовет. Ми се јавуваат горчина во устава и во јазикот. Дали тоа може да биде некаков симптом на белите дробови или било што? Тоа сам сакал да добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Горчина во уста може да е поврзана со тоа е повеќе поврзано со присуство на камен во жолчката, примарниот проблем на пациентот, така да си го консултира неговиот хирург. Сигурно кој ќе си го реши и овој проблем, верувам дека и проблемот со тоа ќе се реши со горчината во устата и со
така да не е поврзано со белите дробови. Пред да преминем на следното прашање, да ве прашам зошто кога се прави операција на жолчкот, пациентот се бара и рентгенска снимка од белите дробови? Затоа што операцијата се прави во општа анестезија и мора да биде сигурен и анестезиологот нели дали се белите дробови во ред, бидејќи некој пат ако имаме некакви хронични белодробни заболувања, сака пациентот поточно не знам дали има претходни заболувања некакви, би имало некаков проблем со анестезијата. Така да тој е протокол кај сите пациенти кои што одат на било каков хируршки третман, зависно нормално и од возраста. Сигурно, например, кај некој од 20 години можеби не би правеле, меѓутоа кај повозрастни пациенти кои што можеби имаат срцеви заболувања, висок крвен притисок, тоа е како протокол да се направи рентген на бели дробови. Продолжуваме ние онаму каде што запревме, споменавте дека не секогаш метастазите може да се оперираат, но во одредени случаи и може да. Ако е единична метастаза на едното белодробно крило, ако е мала, ако е локализацијата добра, и може и да се отстрани, да. И сега како се отстрануваат туморите, односно карциномот од белите дробови? Дали се отстранува само малигното ткиво или пак отстрануваат и дел од белиот дроб? Да. За да биде, не велиме операцијата во здраво, односно радикална да биде, бидејќи кога се работи за карциномите, секој пат тој е основниот принцип. Значи да се извади што ткивото во здраво, да не се остави некаква малигна клетка која што понатаму била причина за метастаза. Се операциите на белите дробови најчесто се изведуваат по оној класичен, ние викаме, начин со рез, торакотомија, а во поново време се прават и ендоскопски методи, каде што преку дупчиња и со камера се прави отстранување на дел од белодробното ткиво. Како влегувате преку крвните садови? Не, преку мали резови на градниот кош се влегува со камера и со долги инструменти за да не се прави класичен рез торакотомија. Така да зависно од локалниот наод се отстранува или дел од белодробието, се вика лобектомија, или се отстранува ако има потреба и белодробното крило. Значи може цело белодробно ткиво да се отстрани? И како изгледа животот на пациентот со едно белодробно крило потоа? Значи зависи од општата состојба, нели состојбата со срцето, меѓутоа во принцип живеат да речеме нормален живот, со тоа што сигурно не може да спортуваат, не знам, екстремни спортови или да одат на некакви големи висини да се качуваат, меѓутоа нормален вака секојдневен живот може да извршуваат секојдневните обврски, нормално да ги извршуваат. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Сакаме да прашаме за сопругот. Така. Слушнав тие што пушат, сопругот ни пуши, ни пие. А му се појавија на белите дробови вода. Вода му се појави и плюс после тоа вадење на водата му најдоа карцином. На белите дробови? Да. И сега докторката на онкологија, тие по ваши медицински, 30 сантима. Од 30 сантима примање на терапијата му дојде на 13. Дали има шанса да дојде на 0? Сакаме докторката да ја прашаме и од што се ствара таа вода. Сега повторно му се појави, али не е толку колку првиот пат. Првиот пат кило и пол имаше вода извадено, а сега е помалку, ама докторката ни предлага да не ја вадиме сега, да не ја дираме, може вика ќе се стабилизира до тука. Така, ве интересира советот гостинката што таа вели за овој проблем. Ви благодарам за вклучување во програмата. Значи, вака е покомплексен проблемот, сигурно вака не можам без снимки или било што да кажам дефинитивно што треба да прават пациентите. Добра работа е што ако туморот добро изреагирал на хемотерапијата, значи да се намалува, тоа е значи добар знак. Сега пациентите што велат водата во белите дробови може да биде од сега не ја знам ни возраста на пациентот, некој пат заради лоша функција на срцето се појавува таа вода, по некој пат заради промени на белите дробови може да се појави и таа вода, меѓутоа сега вака нели не знам конкретно за овој случај дали е од причината срцето, дали е точно од белите дробови, тоа така не може да телефонски конкретно да се да дојде кај нас да ги видиме резултатите, да го видиме пациентот, па ќе видиме понатака што би правеле. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта.
Јас само ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот, за да можеме да комуницираме нормално и флуентно, бидејќи јас во моментов слушам само ехо. Се слушам себе си. Уште еднаш, еве, добар ден. Добар ден. Сега одлично ве слушаме. Повелете. Здраво. До емисијата, до докторката. Ви благодарам, повелете кој е вашето И прашање. сакава да ја прашам нешто докторката. Така, секако. Јас сум оперирана од дојка. И јануар 2 години, ама со раката уште не сум ефикасна. Значи, уште долеку да ми сметат нешто тупаница, уште не можам шака да правам. И дали ние што сме оперисани од дојка требит, мисла, да снимаме плујчи, пошто јас сум и со хроничен бронхит. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Често пати жените што се оперирани од дојка се соочуваат со овој проблем. Да, значи сигурно во редовните контроли кај вашиот лекар, затоа што првите 3 години, се не разбрав која година е пациентката оперирана. Кога не се лажам, пред 2-3 години. Пред 2-3 години, значи првите контроли, првите 3 години, сите контроли се прават на 6 месеци. Така да во тие контроли следи нормално и рентген на бели дробови. А после третата година, ако е се во ред, еднаш во годината контролите се прават доживотно. Затоа што секој пат во основа имаме работа со малигна болест, која не можеме да предвидиме нели како ќе оди. Токму затоа се предвидени овие контроли да се прават. Така да пациентката треба да се обрати кај незиниот доктор за да си направи снимки барем еднаш во годината, поготоа ако има и хроничен бронхит, за да се следи таа состојба. Се случува карциномот на белите дробови да даде карциномот на дојка да даде метастази на бели дробови? Да, едно од најчестите места каде што метастазира карциномот на дојка е белите дробови. Токму затоа и рентгенот на бели дробови е вклучен во тие нормални постоперативни анализи, за да следиме дали нешто би се појавило такво кај пациентките. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Одлично ве слушаме, повелете. Така? Се работи за мене, јас сум 45 години. Така? Имам значи, имам киселини во желудникот, горчливи, водата што ја пијам многу ми горчи, и плюс имам астма. Така, добро. Значи имате проблем со желудникот, колку што разбрав, имате и астма, сега стравувате дека можеби би можеле да развиете некоја полоша болест или се однесува на ова што го имате како проблем, како да го решите? Па, не знам, се плачам да не ми е нешто во желудникот или... Така, добро ви благодарам за вклучување, само земете предвид дека денешната гостинка е торакален хирург, таа не е гастроентерохепатолог, но еве неколку насоки така. Каде треба се обрати? Доктор, таа лекарот ќе ви даде насоки каде треба понатака да се обратат. Споменавте дека ракот на дојката дава метастази на белите дробови. Дали и другите форми на карцином даваат ваков тип на метастази? Чести ли се метастазите во белите дробови? Да, значи било кој од карциномите може да дадат метастази на бели дробови. Значи карциномот на дојка најчесто метастазира на белите дробови, може да даде метастази на црниот дроб, туморите на бубрек, така да нема тоа некакво правило, се зависи од типот на карциномот, дали метастазира по хематоген, лимфоген пат, така да тоа е специфична работа, не можеме да кажеме дека баш овој карцином би метастазирал сигурно на белите дробови, меѓутоа ако се најде метастаза, секој пат ќе се прави биопсија и ќе видиме од каде потекнува таа метастаза. Сега пред малку зборувавме дека може да се отстрани едно бело дробно крило, доколку има таму карцином или неколку карциноми кои што го бараат тоа, но што доколку се јават карциноми на двете белодробни крила? Може да се извади дел и од двете? Не. Значи, секој пат оди принципот на се или ништо. Значи, или се оперира во здраво, или не се оперира. Таков пациент каде што имаме промени на двете белодробни крила, го проценуваме како во моментот иноперабилен и го праќаме на онколошки третман.
Така да не може да се извади дел од ваму па дел од таму, значи така не е. Значи или се вади секако што треба, а кога се работи за двете белодробни крила, тоа би било неизводливо во тој случај. А доколку се извади карцином од едното белодробно крило и потоа се повтори болеста на истото место, може ли втор пат да се оперира белиот дроб? Да, може. Со тоа што ако е примена хемотерапија, сепак и таа има некаков ефект на ткивото го минува, а уште е потешко доколку пациентот примил и зрачна терапија, бидејќи во тој случај се создава сврзно ткиво, па веќе пристапот би бил многу потежок. Така да се прави проценка. Значи, доколку се диагностицира дека пациентот има метастаза, нели после направената биопсија, се проценува дали би можело таа да се оперира, дали би се одело повторно со некаков онколошки третман. Значи, не секогаш зрачната терапија му прави услуга на хирургот, така добро ве разбрав? Па во принцип да. Бидејќи нели понекогаш има зрачење да се намали туморот, па потоа доаѓа до операција. Многу тешко. После зрачна терапија, оперативниот третман е многу потешок и многу покомплициран. Бидејќи ткивото таму е сменето, се создава сврзно ткиво, така да белите дробови се нежни органи кои што под дејство на зрачењето ја менуваат својата и структура, така да многу е потешок пристапот, ние како хирурзи да влеземе и безбедно да извршиме интервенцијата. Кога се оперира карцином на белодробието, освен фазата на карциномот и типот на карциномот, кои други фактори влијаат врз одлуката дали пациентот ќе влезе во операциона сала или не? Каква улога игра, да речеме, возраста или пак хроничните болести? Значи, дали сето тоа комплексно? Да, секако за секој пациент се прави проценка. Не е само поентата да речеме ние пациентот може да се оперира. Значи пациентот, поентата на секоја операција е било која, не само на бели дробови, е пациентите после оперативниот третман да се вратат колку нели толку во нормален живот и во функција. За карцином на бели дробови гајдлајнси се дека староста не представува пречка за оперативен третман, доколку пациентот има некаква функција добра на срцето и на белите дробови. Бидејќи пред да правиме операција, ние правиме комплетни исследувања на срцевата функција и правиме испитување кое се нарекува спирометрија. Спирометријата е анализа со која што едноставно вака да кажам за публиката дека е метода со која што испитуваме ние колку вдишуваме и издишуваме воздух и кога би се отстранил дел од белите дробови со колкав капацитет пациентот би функционирал после операција. Ако имаме од старт да речеме ниски вредности кои што би означувале дека пациентот после операцијата би требало да биде зависен од кислород, значи тогаш нема да има поента оперативниот третман, тогаш ќе почнеме со хемотерапија, па ќе видиме како ќе оди понатака. Така да тоа е една детална анализа и проценка, значи не е само да речеме пациентот се оперира и одиме на операција. Си има тоа проценка возраста, срцевата функција, општата состојба на пациентот, така да тоа е комплексна одлука. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката, воедно и до сите гледачи на Телма. Благодарам. Вака се работи. Јас сум пациент кој е опериран фактички од карцином на белите дробови. Горниот десен лобус од аденокарцином комбиниран со неуроендокрин карцином. Значи многу поретки случаеви се тие. Опериран сум лапароскопски, тука во државна болница. Значи со дукчиња токму така како што кажа докторката, останете горниот дел, меѓутоа остана да имам и по бронхите, негде по сантим и пол на бронхите ми е. Меѓутоа сега е во рецесија. И сега дали постои, бидејќи поминаа веќе 2,5 години, редовно се снимам, претежно петскен правам. За сега е се добро. Моето прашање е дали понатака постои шанса да се врати карциномот. Било каде на моите органи. Бидејќи се чувствувам прекрасно, еве 2,5 години, можам да пешачам, можам да одам, позитивно, дури малку се излажав и пред некој ден и запалив една цигара, две и така. Ете. Да, меѓутоа нема врска, пак го откажам, не наставив и понатака. Значи прашањето е дали дали може болеста да се врати. Мене ми е навистина драго што сте добар, да продолжите и понатаму така. Значи цигарите никако не, веднаш докторката одреагира. Дури ни една? Ни една. Значи затоа што било, значи сепак и таа има
негативен ефект. Значи, таква прогноза на вистина не можам да дадам. Не мислам дека било кој лекар не може да даде прогноза дали некој пат карциномот би се вратил или не. Затоа се и тие контроли што се прават доколку би се појавила некаква промена, значи метастаза, да биде тоа фатено на време, па си има и за тоа соодветен третман. Меѓутоа, на вистина не можеме да даеме проценка дали нешто би се вратило или не. Јас сум имала пациенти кои што и после многу долги години појавиле метастази, така да не можам да речам како би одело нели прогнозата нити кај вас како пациент, нити кај било кого. Ќе се одите редовно на контроли и се надеваме дека ќе бидете добри. Ние продолжуваме сега понатаму. Докторке, веќе спомнавте дека еве од пациентот, односно гледачот кој што се јави, кој што бил пациент веќе е добар, нели, бидејќи карциномот се смета за хронична веќе болест, а хроничната болест, кај луѓето со хронична болест се пациенти или не се? Како се третира тоа? Па, како пациенти, нели, сепак мора да внимавате, значи кога сте веќе пациент со такво заболување, треба секој пат да внимавате. Значи треба да внимавате и на исхраната, цигарите, значи поготово кога пациентот веќе е опериран од карцином на бели дробови, треба да се внимава, спортување, значи препораките што ги даваме сите како лекари за општо добро и општо здравје. А како ќе оди понатака? Така, гледачот спомна дека имал аденокарцином, спомена и дека е поретка форма на карцином на белите дробови? Не, спомна дека има аденокарцином во комбинација со неуроендокрин тип на тумор, инаку аденокарциномите се најчестата форма на карцином, повеќе од 80% се аденокарциноми, а неуроендокрините се навистина поретки, дека него имало таква некоја комбинација што е навистина редок случај. Ми е многу драго ако е после интервенцијата која е направена ендоскопски се чувствува добро. Кои форми на карцином може да се оперираат, а кои не можат? Па во принцип сепак зависи, ви кажав, од доколку е во рана фаза се најде болест. Има ли форми на карцином што никогаш не одат под хируршки нож? Па, например, лимфоми, тоа се тумори кои што се друг тип на тумори кои што не се оперираат, туку имаат одлична прогноза и одлично реагираат на онколошки третман. Значи, такви тумори, например, не оперираме. Така да сима сето тоа зависи од анализата, цитолошката анализа за каков тип на тумор се работи. Дали е аденокарцином, дали е ситноклеточен карцином. Значи, сето тоа зависи од карактеристиките на туморот. Обично кај нас, како што споменавте, доцна се диагностицира болеста. Во која фаза веќе не може да се оперира? Па кога ќе се појават, значи сето тоа зависи од, повторно ви кажав, од големината на туморот. Може да се работи за тумор кој што има и да не е многу голем, меѓутоа да има лоша локализација. Тоа значи да се наоѓа ние велиме во хилусите на белите дробови, односно местата каде што поменуваат главните крвни садови кои што го исхрануваат белодробието. Бидејќи за да се отстрани дел од белодробието мора да се пресечат дел од крвните садови, вака колку можам вака поедноставно да објаснам. Меѓутоа ако таа промена е точно тука локализирана и каде што немаме ние простор за каде би можело ние тоа безбедно да го изведеме и да го извадиме, во тој случај пациентот примарно го сметаме дека е иноперабилен, па го праќаме на терапија. Значи сето тоа е баш цела наука, не е така само нели има карцином и сега он ќе се оперира или не. Значи зависи од повеќе фактори. А доколку убаво се отстрани карциномот од белите дробови, неопходна е потоа хемотерапија секогаш? Па во принцип зависи тоа од стадиумот на болест. Ако е првиот стадиум, ако нема расширување во лимфните жлезди, се прават дополнителни анализи, тоа сепак проценува онкологот. Меѓутоа сепак за пациентите секој пат е побезбедно таа терапија да се прими, затоа што ако е некоја клетка, бидејќи ние кога оперираме како хирузи не гледаме на ниво на клетка, него го вадиме ткивото како субстрат, а хемотерапијата има улога да постоперативно, ако е некоја клетка избегана со циркулацијата, да тоа ја уништи, за да пациентот понатака нема метастатски промени. Како изгледа потоа процесот на операвување?
Со оглед на тоа дека е сложена операцијата. Сложена операција, кога се работи со класичен тип на рез, што се нарекува торакотомија, таа обично е прилично болна како интервенција, меѓутоа пациентите постоперативно добиваат аналгетска терапија, која што продолжуваат и дома да ја земат околу 1 месец. Има болка при дишењето? Нормално дека има, да. Бидејќи се работи помеѓу ребрата кои што се имаат многу инервации, е болна како интервенција, меѓутоа со аналгетска терапија тоа се контролира. се контролира, пациентите може да функционираат нормално. Другиот тип на операција што спомна и пациентот дека е опериран ендоскопски, таа операција е многу помалку болна и пациентите престојуваат во болница многу пократок период. Така да, значи зависи од каков тип на операција, дали ендоскопски, значи тоаш би била помалку болна како интервенција. Пробувате некогаш најнапред ендоскопски, па потоа ако не оди зависи, па потоа ако не оди се оди на класичен тип на интервенција. Што препорачувате во однос на превенцијата на оваа болест? Може ли да се превенира? Еве, се исфрлат цигарите, може би ве најдеме некој уред радоно да го утврдиме нивото на радон во домот. Не можеме да избегаме од градовите со загаден воздух. Од градовите не можеме никако да избегнеме, само ако можеме барем секој викенд да го користиме негде да прошетаме на чист воздух колку што можеме, да се избегнува пушење и електронските цигари, секако, иако сега тоа вака стана многу модерно. Тоа е нешто што можеме ние да направиме, така да здрава исхрана, повеќе антиоксиданси, витаминска терапија некаква. Другото? Постои ли некаков скрининг за рано откривање на рак на белите дробови? Да, скрининг е метода со која што се прават испитувања кај пациенти кои што практично немаат симптоми на заболување. Меѓутоа, тука спаѓаат пациенти кои што имаат анамнеза дека се долгогодишни пушачи. Во светот постои веќе програма од 2023 година која што фаќа повеќе европски земји. За жал, нашата земја не спаѓа во таа група. Каде што се прави скрининг кај пациенти од 50 до 80 години, што се долгогодишни пушачи, кои што пушат повеќе од 20 кутии цигари на годишно ниво. Има формули според кои што се пресметува дали тие влагат во таа група на скрининг, се прави компјутерска томографија со низок степен на зрачење и целта на таа програма е да сите тие пациенти да се диагностицираат во што порана фаза кога пациентите ќе може да се оперираат. Значи раната диагностика, односно раното откривање на болест е всушност клучна за успешноста на лекувањето. Имаме гледач, добив знак, го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Да, прашам, јас сум оперирана од карцином на белите дробови од 2015 година. Така. Од тогаш, мислам, година, 2, 3 одев на контроли редовно, месечно, на 6 месеци се. Ја почнав нагло да се поправам, отворив некој апетит, ми се јадеше, се здебелив, почнав тешко да дишам. Мислам, дишењето ми беше потешко. Иначе одев, кога се оперирав, после дали 2 месец-2, ја можев да пешачам, да одам, све потоа ми се намали одењето, ја не можам. Сега да дојдам во ова време, еве веќе 1 година, јас со апарат за дишење. Кислород доволно до мозокот не ми иде. Ослабнав. Сега веќе ослабнавте. Изгубивте. А на диета сте? Не изгубив апетит. Апетит имам уште. Имате се уште апетит, но... Се уште имам. Си го имате апетитот. Докторката. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате во овој случај? Сега не разбрав што е проблемот со пациентката, дека не може... Значи, колку што разбрав, и се отворил многу апетит, зголемена телесна тежина. Значи, ако сега може се да кога намалите... се движи, има проблем со дишењето, може би тука е дилемата, дали е болеста во прашање или пак висок од килограми. Треба да се контрола, кај незиниот матичен лекар да направи на контрола, ако е причината зголемената телесна тежина, ја не знам на која возраст е пациентката, колку е возможно да се намали таа тежина за да може повторно да се движи и да функционира нормално доколку е тоа проблемот. Значи сепак вака не можам, не гледам пациентката, не ги гледам анализите.
да се јави кај нејзиниот доктор, па ќе ја насочи каде треба да се јави. Од 2015-та е операцијата. До кога треба да се прават редовни контроли, докторке? Еднаш во годината треба да се прават, да. Кога се работи за малегна болест, значи секој пат се тие препараките. Не зависи од дали се работи за малегном на бели дробови или на било кој орган, сепак имаме во основа работа со сериозна болест, кој што се уште за жал немаме дефинитивен лек со кој што ќе речеме еве сега сме излечиле болеста и сме безбедни, така да препорачано е да се прават контроли. А што е со оние кои што ќе добијат зголемен апетит? Дали храната на некаков начин е во корелација со малигните болести? Треба ли да се внимавајте медитерански стил на исхрана или пак да се исфрлат млечни производи? Бидејќи многу прават експерименти во однос на диетите Јас и режимите на исхрана. Режим на исхрана, значи јас навистина во тоа немам вака некоја посебна препорака. Секој пат им кажам на пациентите да јадат тоа што чувствуваат дека нив им годи, им е добро. Ако не им годат млечните производи, ако им прават проблеми, нека ги исфрлат или нека се консултират со нутриционист. Јас навистина не се бавам со тоа, не можам да кажам некакви детали околу тоа. Меѓутоа, општата препорака останува, значи, да се избегнува пушењето, колку може, нели, здрав воздух, шетање, спортување колку се во можност. Тоа се општите препораки, така да... Се помлади луѓе ја добиваат оваа диагноза. Да, за жал. За жал. Порано границата беше над 60-70 години, сега веќе имаме пациенти кои што се на 40, на 45 годишна возраст. Исто така имаме, преска спомна некој од гледачите дека пациентот не бил ни пушач, а добил карцином на бели дробови. Така да имаме и такви пациенти, тоа е уште еден доказ дека, значи, немаме стрикно правило дека ако е пушач, па дека сигурно ќе заболи од карцином на бели дробови. Сме имали пациенти кои што биле вегетаријанци во однос на исхраната, што ме прашавте, велат, ама јас никој пат не сум конзумирал месо, не пијам, не пушам, спортувам, а еве сепак имам карцином. Така да најверојатно промените се ова на некое генетско ниво, промена на гените, па подейство на некои надворешни фактори се сепак причина за појава на карциномот. Докторке, ви благодарам многу што бевте наша гостинка. Само уште нешто на крај да спомнам, да не заборавам дека во нашата болница сме во тек изготвуваме проект за скрининг на карцином на бели дробови за прв пат во Македонија. Така да сега активно работиме на тој проект, така да кој ќе почне активно да го спроведуваме, ќе бидете навремено известен. Така и секако тоа ќе го промовираме, бидејќи важноста на здравието е многу голема, болеста е широко распространета, мощна подмолна, како што споменавте, симптомите се јавуваат најчесто доцна, така што очигледно скринингот е решението за во што порана фаза да се фати оваа болест. Да, за подобра прогноза на пациентите. Ви благодарам многу за вашето гостување уште еднаш. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатен ден.